Во моментов низ болниците во државата хоспитализирани се 895 пациенти заразени со COVID-19. На инфективната клиника во Скопје и во модуларната болница нема повеќе слободни кревети. Таму се примени 150 пациенти, од кои 130 се на кислородна поддршка. Министерот за здравство Венко Филипче најави дека од денеска практично целата зграда за интерни болести ќе биде наменета за третман на пациенти со COVID-19. Лекарите и медицинските сестри се подготвени. Дополнителниот број кревети кој ќе биде на располагање е околу 150 и дополнителни 100 на клиниките за оториноларингологија и очни болести, додаде Филипче. Во функција е ставен и Центарот за белодробни болести. Поради напливот на пациенти, активиран е планот за хоспитализација на интерните клиники од приземните спратови, каде што се клиниките за дерматологија и неврологија, понатаму горните спратови каде што се клиниките ревматологија и нефрологија. Филипче посочи дека земен е во предвид и делот за дијализа. Министерот напомена дека кога ќе почне пополнувањето на сите овие кревети, нема да се поремети нормалното функционирање на овие клиники, односно системот Мој термин и понатаму ќе функционира. Тој вчера на пресконференција ја оцени состојбата со коронавирусот како крајно сериозна, но изрази уверување дека здравствениот систем е максимално мобилизиран да одговори на предизвикот. Рече дека вирусот е широко распространет и најмало невнимание или отстапка може да значи инфекција. Апелира да се почитуваат сегашните рестриктивни мерки и да не се излегува од дома ако се нема потреба, освен во маркет, на работно место или во училиште. Во југоисточниот регион вчера беа регистрирани 59 нови случаи на COVID-19, од кои во Струмица 33 случаи, Гевгелија 14, Валандово 1 и во Радовиш 11 позитивни случаи. Починати имаше 12 пациенти, а оздравени 307.